Добар ден. Од мене Силвана Павловска и програмата Во Фокус со Силвана Павловска на YouTube каналот со истото име. Денес е 12 јуни 2025 година. И со обзир на тоа дека имаме многу зборувано околу прашањето со промена на името на нашата татковина, сакаме денеска една најнова вест да ја споделиме со вас, кое што ни доаѓа од нашиот ценет и почитуван професор доктор Игор Јанев. Насловот на статијата од професорот е "Името на државата е дискреционо, суверено право. Не постои условен прием во Обединетите нации". Во аналите на меѓународното право ќе остане запамтен случајот со дополнителните нелегални услови за прием на Македонија во членство на Организацијата на Обединетите нации или ООН, како флагрантно кршење на нејзината повелба. Бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, накусо да се подсетиме на стратегијата за решавање на прашањето за името на државата Македонија, која ја понудив уште во 1993 година, пишува професор доктор Игор Јанев. Во постапката за прием во членство на ООН, Република Македонија беше условена со два дополнителни услови надвор од пропишаните со членот 4 од повелбата на ООН. Со советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година за недопуштена се смета постапката за прием во членство на ООН со дополнителни услови надвор од општите пропишани во членот 4 од повелбата на ООН. Државата да е миролюбива и да ја прифаќа повелбата на ООН. Ова советодавно мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година истата година беше прифатено и од Генералното собрание на ООН, како толкување на членот 4 од повелбата на ООН. Имено, дополнителните услови за прием на државата Македонија во ООН, деноминацијата и преговори за името се во спротивност со членот 4 од повелбата на ООН и во советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година. Овие два дополнителни услови ја надминуваат временската рамка за прием во ООН. Имено не постои условен прием во ООН. Оттука, државата Македонија не е рамноправна со другите членки на ООН и Генералното собрание на ООН е должно да ја разгледа резолуцијата за продолжување на членството на државата Македонија во ООН под нејзиното единствено име Македонија. Изборот на сопственото државно име не создава права за таа држава, ниту пак наметнува обврски за други држави. Затоа името на една држава само по себе нема никакво значење во квалификациите кои може да се земат предвид при приемот на таа држава во членство на ООН. Со првиот модел државното име Македонија во ООН се воспоставува со резолуција на Генералното собрание на ООН врз основа на советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година и фактот дека Република Македонија ја завршила постапката за прием во Советот на безбедност на ООН со ставот "Општите услови за прием се исполнети. Македонија само треба да побара продолжување на членството во ООН под државното име Македонија". Со просто мнозинство од присутните на Генералното собрание на ООН, Македонија може да го продолжи членскиот статус во ООН под државното име Македонија. Вториот модел подразбира уште еден меѓучекор
Генералното собрание на ООН, како во 1947 година, со резолуција да постави прашање до Меѓународниот суд на правдата во Хаг, дали условите за прием на Македонија во ООН се дополнителни во однос на пропишаните во членот 4 од повелбата на ООН. Меѓународниот суд на правдата во Хаг треба да се прогласи за надлежен и да утврди советодавно мислење дека при приемот на Македонија во ООН се поставени дополнителни нелегални услови. Цитираме: деноминацијата, крај на цитатот, поранешна Југословенска република Македонија е обврската да преговара за сопственото име, односно за сопствениот правен идентитет. По добивањето на советодавното мислење од Меѓународниот суд на правдата во Хаг дека условите за прием на Македонија во ООН се дополнителни нелегални, Генералното собрание на ООН треба да ги прифати и да го елиминира временото обраќање, односно деноминација. Цитираме: The former Yugoslav Republic of Macedonia, end of quote, заедно со нелегалното барање за преговори за името. Со оваа иста резолуција всушност треба да се овозможи правото на државното име во ООН, а тоа е Република Македонија. Со резолуцијата на Генералното собрание на ООН, членството би било продолжено со државното име Македонија. Крајно, државното име не се креира со билатерална спогодба, тоа подразбира дека постоел спор, а спорови за името не постојат, поради што ваквите всушност договори се невалидни. Историјата е нерелевантна за името на државите. Секој има право да си ја толкува историјата како што сака. Никој нема ексклузивно право врз неа, ниту некој има монопол на друг да му ја ограничува според сопственото читањето. Истава стратегија важи и сега при деноминацијата Северна Македонија со еднострано раскинување на спогодбата Димитров-Коцијас од 17 јуни 2018 година. Само треба премиерот или председателот на Републиката да достават нота за еднострано раскинување на спогодбата Димитров-Коцијас од 17 јуни 2018 година и продолжување на членството во ООН под државното име Македонија до владата во Атина и генералниот секретар и земјите членки на ООН. Едноставна работа. Премиерот или председателот на Република Македонија да достават нота. Замислете, нота. Едноставна работа за еднострано раскинување на спогодбата Димитров-Коцијас со 17 јуни 2018 и продолжување на членството во ООН под државното име Македонија до владата до Атина и генералниот секретар и земјите членки на ООН. Не гледам никакви проблеми во тоа. Како тоа досега никој да нема составено една нота? Или ке треба да се превземат мерки за да се достави таа нота до овие организации и владата на Република Хеленска, така наречена. Ете, тоа беше статијата на професор доктор Игор Јанев. Ние имаме во програмата во Фокус со Силвана Павловска доста снимки посветени на ова прашање, всушност со одобрение од професор доктор Игор Јанев, во целост ја пренесовме неговата книга, неговото дело околу самата таја спогодба, именувањето на името, каде што тој на свој научен, истражувачки начин не известува како дошло до тоа, кој се потпишал, дали е тоа валидно и секако дека ни понуди во тој документ, кој што можете и вие да го разгледате слободно, на интернет можете да го пронајдете,
дека решението е ова, за кое што еве пак повторуваме, мора да се повторува. Нота треба да се, ако сакате, можеме ние да ви составиме нота, господа или господјо, таму во Република Македонија. Ние, македонците во Австралија и ширум светот, ја поддржуваме оваа иницијатива, оваа совет од професор доктор Игор Јанев и се надеваме дека македонскиот народ во татковината ќе ја поддржи исто така, нема да замолчи како досега, и дека ќе се преземат мерки кои што ќе бидат во полза на државата, на нашиот народ, и прекинување на сите тие валкани детски игри околу промена на името, прашалници околу нашиот идентитет и јазикот и секакви други глупости или нонсенс, како што ние би рекле на англиски јазик овде во Австралија. Јас ви благодарам за вашето внимание. Ве молам, погледнете ги епизодите што ги имам снимено во Фокус со Силвана Павловска. И ако имате некакви прашања или примедби, слободно можете да се обратите писмено до мене, до програмата. Се гледаме следниот пат. Благодарам уште еднаш. Ја слушавте програмата во Фокус со Силвана Павловска на YouTube каналот. Ширум светот. Ве поздравувам. До слушање.